Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва. Сашо избега, Мјалков беше болен. На крај Сашо Мјалков се предаде, се врати, како што е во Република Македонија. И многумина почитувани гледачи ова го оценуваат како шпанска серија. Ефтина шпанска серија. Не, ова беше скап политички трилер. Вечерва ќе направиме политичка анализа, ќе направиме анализа на се што се случуваше. Што се случило и какви требаше политички реперкусии да предизвика овој случај. Ова нималку не е ефтина шпанска серија. Ова е многу скап политички трилер на кој се работеше со месеци, да не речем со години. Вечерва, почитувани гледачи, ќе имате ексклузивни информации. Информации кои нема да бидат објавени на нито едно друго место. Ексклузивни информации. Што се случува во тие последни 48 часа која тресе македонската јавност, која тресе македонската политичка сцена. Кај беше Сашо Мјалков? Што правеше Сашо Мјалков? Зошто дојде до една таква ситуација Сашо Мјалков да биде тука или да бега од Република Македонија? Значи сите работи кои ви интересират, сите работи кај што немате логички одговор, а си поставувате прашање, одговорите ќе ги добиете во вечерашната емисија. Бидете трпеливи, 45 до 50 минути, најмалку 45 до 50 минути и сите одговори ќе ви дадени на постожарник. Најмалку 11 години, доека се на власт, ВМРО ДПМН го развива наративот. Никола Груевски е добриот, а Сашо Мјалков е лошиот. Значи, велам, најмалку 11 години. На тој начин ВМРО ДПМН владееше во Република Македонија. Знаете, почитувани гледачи, ако Сашо Мјалков побегнеше од Република Македонија, надвор од Република Македонија, ке беше и криминалот, ке беше и режимот. Бидејќи така беше поделена ВМРО ДПМН. Никола Груевски, кој беше добриот, всушност е режим за СДСМ и за тие кои дојдоа на власт после паѓањето на Никола Груевски. А Сашо Мјалков и за едните и за другите е криминалот, бидејќи тој беше лошиот човек, човекот кој со употреба на сила, на груби средства, на груби методи го држи на власт ВМРО ДПМН во Република Македонија. И во еден момент и криминалот и режимот вас може да бидат надвор од Република Македонија. Можете ли да предпоставите каква сериозна хаварија за СДСМ ќе беше тоа? Цела шарена револуција, фрлени пари, странци, американци, Кале, Сорос, кој ли уште не. И сите тие луѓе за кои беа фрлени сите тие пари, беше употребена таква енергија, а тоа е режимот и криминалот, да избегаат од Република Македонија. Значи, ако Сашо Мјалков не беше вратен или не беше испорачен пред лицето на правдата, кај или да бил, а ние во емисијата ќе објасниме каде бил Сашо Мјалков, наредниот ден владата на Зоран Заев веќе беше падната. Не постоеше власт на Зоран Заев. Не постоеше влада во Република Македонија. Таа влада се тркалаше по улиците. Значи, во моментот кога неделата вечер беше објавено дека Сашо Мјалков не е дома и не може да му биде врачено решението за домашен притвор, власта на Зоран Заев се тркалаше по улици. Во тие 48 часа, помеѓу неделата вечер и предавањето во вторникот, владата на Зоран Заев се тркалаше по улици. Ако тоа не се случеше, ние ќе имавме сериозна политичка криза во Република Македонија, па можно сериозно политичко редефинирање на работите во Република Македонија. Меѓутоа тоа ќе анализираме во недела. Вечерва ќе анализираме каде беше Сашо Мјалков, дали побегна Сашо Мјалков и кој му помогна тоа да го направи. И ако тој наратив, Никола Груевски е добриот, Сашо Мјалков е лошиот, го разглобиме, ќе видиме дека постојат немалку 2 или 3 приказни кои се врзуваат и за едниот и за вториот наратив. Кога стана збор за наративот на Никола Груевски, тога се поделени и едните и другите. За СДСМ, Никола Груевски е режим, човек кој затворал телевизии, кој уништил демократијата, кој уништил иднината на македонската држава, на македонските граѓани. Значи, членството на СДСМ, шарената револуција, сите оние кои се учесници или симпатизери на шарената револуција, сите се те едногласни дека Никола Груевски е режим, режим кој затворал телевизии, убивал демократија и убивал иднината на македонските граѓани. За членството на ВМРО ДПМН проблемот на Никола Груевски е што не бил режим. Никола Груевски за нив требало да биде режим, да биде Путин, да биде Ердоган и со употреба на сила да ги растури шарените револуција или шарената револуција и да остане власт во Република Македонија. А зошто не бил режим Никола Груевски? Бидејќи му нашле снимки со Георги. Тоа е приказната нели за членството на ВМРО ДПМН. И она бомба што беше објавена, разговор на Малиот Верушевски и на Зоран Заев, всушност беше пуштена да биде бетонирано ке членството на ВМРО ДПМН, зошто Никола Груевски де факто не бил режим, де факто не бил Путин или де факто не бил Тајип Ердоган. И со употреба на сила да ја
растури шарената револуција, бидејќи бил уценет со одредени снимки за геј оргии кои биле правени на Малдиви или на Сејшелите. Значи, велам, членството на ВМРО-ДПМНЕ му замера на Никола Груевски дека не бил режим, членството на СДСМ го напаѓа Никола Груевски дека бил режим. И тука се поделени приказните. Кај Сашо Мјалков не е така. И за едните и за другите. Сашо Мјалков е персонификација на криминалот. И за СДСМ и за ВМРО. Сашо Мјалков е лошиот човек, лошиот дечко, кој со криминал, кој со хероин, кој со дрога, кокаин, оружје, што ли уште не, бизниси, купување, правење, танге, франги, така натаму и така натаму, владел во Република Македонија. Не само што владел во Република Македонија, туку го манипулирал наивниот Никола Груевски, неговиот прв братучет. Сашо Мјалков е бетонирано дека е криминалец и за СДСМ и за ВМРО-ДПМНЕ. И тоа е едната разлика. Втората разлика помеѓу добриот и лошиот, помеѓу едниот и вториот братучет, помеѓу Груевски и Мјалков, е дека Никола Груевски бил сигнат од власт бидејќи не сакал да го прода името. Тоа е нели наративот кој се раскажува во македонската јавност, посебно во десно ориентираните медиуми во Република Македонија. Значи Никола Груевски паднал од власт бидејќи на средбата со Хилари Клинтон и со Џо Бајден 2011 година не можел да биде скршен и не се согласил да го продаде името Република Македонија. А дека Сашо Мјалков после 2015 година како агент, агентура на ЦИА, работи против својот братучет и работи се да дојде до промена на името на Република Македонија. Па дури го прави и пучот, државниот удар, упадот во собранието на 27 април 2017 година. Првата варијанта беше дека тоа го прават Верушевски Сашо Мјалков, бидејќи таа варијанта не им изгледаше многу реална, а и не им беше употреблива во конкретната ситуација, направија нов наратив дека Зоран Заев и Сашо Мјалков во договор го предизвикале 27 април. Значи едниот братучет паднал од власт, бидејќи не сакал да го продаде името, а вториот братучет во договор со Зоран Заев го прави 27 април, го менува од власт својот братучет, зошто? За да биде сменето името на Република Македонија. Значи тоа се двата наративи кои ги раскажуваат симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ во најголем дел, а ги слушаат симпатизерите на СДСМ. И тоа нема врска со реалноста, почитни гледачи. Никола Груевски беше мозокот, срцето и силата на режимот на ВМРО-ДПМНЕ. Тој беше број 1. Тој палеше и тој гасеше. Каков Мјалков, какви камиони, какви авиони. Тоа што ќе кажеш и тоа што ќе помислеше Никола Груевски, тоа се правеше 11 години дека тој беше власт во Република Македонија. Како го скршија и зошто го направија тоа е сосема една друга приказна. Меѓутоа, режимот во Република Македонија не беше ни Мартин Протогер, ни Никола Тодоров, ни Гордана Јанкуловска, ни Сашо Мјалков, беше Никола Груевски. Но вие тоа не сакате да си го признаете, бидејќи на индиректен начин, гласајќи за Никола Груевски, вие сте гласале за режим. А никој не сака да си признае дека гласајќи за режим дава континуитет, дава енергија, тој режим да може да трае. И вие поверувавте таа приказна. Никола Груевски беше добриот, тој јади лепи паштета, нема ништо да си купи, нели? Се облекува како возач на автобуси на јавното сообраќајно претпријатие Скопје, а Сашо Мјалков е богатиот. Има камиони, авиони, хациенди, така натаму. Не дека нема, има. Има и камиони, авиони, хациенди. Има и бродови, има и јахти, има и авиони. И тоа не е далеко од реалноста, напротив, тоа е реалноста во Република Македонија. Сашо Мјалков е многу богат човек. Тоа богатство во најголем дел го има направено на незаконски начин. И ова власт тоа треба да го испита. Меѓутоа, во тој наратив што е правен, Никола Груевски е сиромашен, наивен, работи 24 часа на ден, не ги гледа децата. На денот кој е неговата свадба, тој оди работи во својата канцеларија. Јаде лепи паштета и нема банка за себе. Но криминалецот е Сашо Мјалков. И таа поделба, тој наратив кој постоеше во македонската јавност. И тие така наречени џамбо наративи, почитани гледачи, тие џамбо наративи, џамбо приказни или големи приказни кои се пласираат во македонската јавност, не се градат за еден ден, не се градат ни за една недела, не се градат ни за еден месец. Тие се наративи кои се градат неколку години. И да ги срушите тие наративи, вас не ви е доволно еден ден, една недела, еден месец, со кои требат неколку години. Јас тоа со еден или со два примери ќе пробам да ви го објаснам. Ако јас излезам вечерва, како што излегов пред 2 месеци, ви речам, има сомневање, а нели се води истрага околу тој случај, има сомневање дека Никола Груевски земал од касата на ВМРО-ДПМНЕ 1,2 милиони евра и ги употребил за купување на плацови на Водно, најголем дел од вас, кои сте гласачи, симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, нема да ми поверувате дека тоа точно.
Но ако излези било која будала, значи било која будала да излези и да напише дека Сашо Мјалков украл 2 милиарди долари или 2 милиарди евра, вие сите ќе верувате во тоа. Тоа е наратив. Тоа е джамбо наратив. Наратив на поделба на добриот и на лошиот. Лошиот може да краде, добриот не смее да краде. Во тој наратив вие верувате. Така ве манипулира 10-15 години. Еве го вториот наратив. Ако сега ви кажам дека цело време Сашо Мјалков и Христијан Мицковски се во комуникација, дека Сашо Мјалков е ментор на Христијан Мицковски, дека го земал како анонимус и со кран го инсталирал на чело на ВМРО ДПМН и дека до ден денешен тие се во комуникација, во одлична комуникација, вие нема да ме верувате од тоа, бидејќи така е направен наративот во Република Македонија. Меѓутоа, ако ви кажам дека Зоран Заев го контролира Христијан Мицковски, дека Зоран Заев го крепи Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМН, дека Зоран Заев го помага Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМН, бидејќи само со Христијан Мицковски Зоран Заев може да остане на власт во Република Македонија, а Христијан Мицковски не може да победи на ниту едни избори во Република Македонија, вие во тој наратив ќе верувате. И тоа е она закоравеност на наративите. За Сашо Мјалков, за Никола Груевски, за Зоран Заев и за Христијан Мицковски. Вие верувате во тоа што сакате да верувате, а не во тоа што е реално. Зошто? Бидејќи некој претходно тоа го има одработено кај вас, почитувани гледачи. 1, 2 или 3 години инвестирал во еден наратив. Тој наратив го има издигнато на ниво на аксиом, на теорема, на ниво на безгрешност. И кога вие тоа ќе опроголтате, тоа ќе оприфатите, тогаш ви е тешко да се откажете од тој наратив. А реалноста, почитувани гледачи, е сосема различна од тоа што се раскажува во Република Македонија. Реалноста е дека Никола Груевски е надгласан од Сашо Мјалков и Мартин Протокар. Знаете, тој Никола Груевски таа 2017 година, Никола Груевски 2014, 2013, 2012 година се два различни Никола Груевски. Никола Груевски 2017 година е скршен после изборниот пораз на локалните избори. Се сеќавате на она интервју на телевизија Алфа со Коле Чашуле. Шокот не можеше да говори, тоа беше во еден вонреден термин сабот, ако не се лажем, на телевизија Алфа, интервју со Коле Чашуле во еден нередовен термин за Коле Чашуле, бидејќи тој најчесто имаше емисии или петок или недела, има интервју Никола Груевски кога едва избори, едва и диши. Таков Никола Груевски беше убеден од Мартин Протокар и Сашо Мјалков дека не треба Никола Тодоров да биде лидер на ВМРО ДПМН, туку анонимусот Христијан Мицковски кој ги изгуби изборите во Скопје како носител на советничката листа во град Скопје на ВМРО ДПМН, дека анонимусот Христијан Мицковски треба да биде нов лидер на ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи Мартин Протокар и Сашо Мјалков секогаш имаат целосна контрола врз Христијан Мицковски. Тоа е реалноста. Таа реалност вие денес тешко да ја прифатите, бидејќи наративот е направен сосема поинаку. И од наративот тешко се бега. Меѓутоа, јас и во оваа емисија и претходните емисии се обидам да го искршам тој наратив колку е можно поуспешно, зошто? Бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Пред да одиме на бегството или на делот за бегството во наводници на Сашо Мјалков од територијата на Република Македонија, збор 2 за Никола Груевски, неговото бегство. Гледате, почитувани гледачи, тоа е разлика помеѓу планирано и непланирано бегство. Тоа е разлика во карактерот на Никола Груевски и на Сашо Мјалков. Тоа е разлика во темелноста на Никола Груевски и нетемелноста на Сашо Мјалков. И вие всушност од бегството на Никола Груевски можете да заклучите дека станува збор за еден добро осмислен, одработен и организиран процес, а од бегството во наводници на Сашо Мјалков сваќате дека тоа е одредена ад-хок операција. Операција која ниту била планирана, која ниту била реализирана. Јас ќе се обидам во 2 минути ексклузивни информации ќе ви пласирам како Никола Груевски де факто бега од Република Македонија. Прво, постои една огромна разлика. Никола Груевски беше осуден, Сашо Мјалков не беше осуден. Значи, пред бегството на Никола Груевски тој е осуден. Има осудителна пресуда во првиот степен на судските инстанции. Значи, има пресуда кај што Никола Груевски осуден, тој останува дома, судски курир му ја носи или курир му ја носи поканата за да оди на издржување на затворската казна и него наоѓа дома. Меѓутоа, гледате, почнете да видите што све претходи на бегството на Никола Груевски. На бегството на Никола Груевски претходи одлука на Комисијата за дискриминација. Александар Даштевски е начело на таа комисија за дискриминација и тие дават, или да парафразирам, да прераскажам, дават мислење дека Никола Груевски е дискриминиран во судскиот процес кој се води против него. Тоа е судскиот процес во врска со купување на оној Мерцедес. Случајот Мерцедес или случајот Тенк, како што се воеше во архивите на специјалното јавно обвинителство. Значи, Александар Даштевски му дава такво мислење, такво толкување на Никола Груевски. Врз база на тоа мислење и тоа толкување Никола Груевски мора и може да бара политички азил во Република Унгарија. И тој тоа го прави. Што значи дека тука стана збор за една смислена операција која е подготвувана со месеци наназад и на крај е реализирана.
На крајот и на Александар Даштевски му се отплатуваат, му се отфикаруваат или му се одолжуваат и сега Александар Даштевски поради тоа мислење на Комисијата за дискриминација со која му возможно на Никола Груевски да добие политички азил во Будимпешта, сега е награден и сега е прв човек на Државната изборна комисија. Кај Сашо Мјалков немате таква подготовка. Нема одлука или мислење на Комисијата за дискриминација дека е дискриминиран. Не планира да бара политички азил. А како ќе бара политички азил кога тој е криминалецот, а не е режимот? Не може криминалец да бара политички азил. Криминалец може само криминално да бега. Нели тоа е пледоајето. Тоа е конструкцијата која се гради во Република Македонија. Значи овој кој е режим, кој е срушен бидејќи не сака да го смени името, бара политички азил и добива политички азил. А овој криминалецот не смее да бара политички азил и не смее да добие политички азил и може да избега само на еден криминален начин. Тоа е разликата помеѓу Сашо Мјалков и Никола Груевски. Едниот случај, едното бегство е подготвувано со месеци наназад, второто бегство во наводници воопшто не е подготвувано, ако се случило е адхок, во брзање, во паника и во хаос направено. Кај Никола Груевски, почитувани гледачи, имаме и друг тип на подготовки кои укажуваат и кои упатуваат дека се подготвува да бега. Вади голема сума на пари од своите сметки во банките. Финансиското разузнавање дава информација дека Никола Груевски вади големо количество на пари. Таа информација ја доставува до Катица Јанева, до специјално јавно обвинителство и Катица Јанева не реагира. Значи тука има некоја спрега, или има глупост, или има одредена спрега. Истата таа структура подоцна ја прави аферата Рекет и после таа афера Рекет паѓа Катица Јанева. Така да човек тука може да си постави неколку прашања. Дали Катица Јанева е намерно донесена на чело на специјалното јавно обвинителство, токму знаејќи како ќе функционира и како ќе постапува Катица Јанева, за подоцна да може лесно да биде срушена, но тој е предмет не на сосема друга анализа и друг тип на анализа, но кога стана збор за Никола Груевски има мноштво на елементи кои кажуваат дека неговото бегство се подготвува со месеци наназад и не се реагира во однос да биде спречено тоа бегство. Имаше мноштво на приказни како се случува бегството на Никола Груевски. Па имаше авионче мало, под аеродромот во Стенковац, па бега во Србија, па бега во Косово. Па има аеродром на Унгарската национална компанија, која доаѓа и со авионот на Унгарската авионска национална компанија тој бега и е директно пренесен во Будимпешта. И тоа не одговара на вистината. Гледате, почне гледачи, Никола Груевски го нема 3 дена во јавноста. 2 или 3 дена го нема во јавноста. Неговото обезбедување има добиено вољно, односно не е потребно да се појава на работа, бидејќи шефот, како што го нарекуваат, не планира да излегува, да шета и така натаму и така натаму. Неговото обезбедување има добиено задача да седи и да пие кафе по скопските кафјани, скопските кафичи и да раскажува дека нешто не е расположен шефот, го чека ослужување на казната и не сака да дојдат кај него за да можат нели да прошетат, доат на работа, канцеларија, така натаму и така натаму. И Никола Груевски глуми дека е скршен човек кој седи дома, не прима никој и не сака да излезе надвор. И тоа навистина се случува. Никола Груевски е дома тие 2 или 3 дена, не сака да комуницира со најголем дел на своето обезбедување, толку е интелигентен и знае дека мора да пушти муабет во јавноста, тој муабет да стигне до структурите на полицијата, до тие што може да реагирате така натаму, и муабетот Никола Груевски е скршен, уморен, разочаран и едва и се соочува со одржување на затворската казна. 3 пати оди човекот кој треба да му го испорача, да му го даде решењето да оди Никола Груевски на ослужување на затворската казна и 3 пати не го наоѓа дома. Внимавајте, има пресуда Никола Груевски. Наместо полицијата, обвинителството, судството да е налог, полицијата да оди истражарно да го спроведи Никола Груевски на ослужување на затворската казна, се прави грешка и на Никола Груевски обичен курир му го носи решењето. 3 пати не го наоѓа дома, дури после третиот пат се алармира и се влага во одредена операција кај што се гледа дека Никола Груевски не е во својот стан, кај што полицијата сметаше дека Никола Груевски се наоѓа. И сега доаѓаме до делот како Никола Груевски бега од Република Македонија. Видите колку е интелигентен. Сите негови возила се паркирани доле во гражата. Значи не ги чепка своите возила или возилата кои асоцираат на Никола Груевски. Значи те се паркирани доле во гражата каде што живе во она зграда на Огнен Прица. Никола Груевски не бега со тие возила. Станува збор за човек кој е девица во хороскоп и као секоја девица многу внимава на сите можни детали. Секој детал во таа операција, то негово бегство веројатно било хирушки испланирано. Така и бега Никола Груевски. Бега со друг автомобил кој влегува во гражата на Огнена Прица кај што живее Никола Груевски. Тој автомобил не им е познат на структурите на Македонското министерство за внатрешни работи. Никола Груевски влегува во тој автомобил,
Невкусно е да кажам каде се крие во тој автомобил, бидејќи тоа не е ни суштината на ова што ви го раскажувам за да модели на бегство, на подготовка, а не да кажам одредени непријатни или невкусни детали. И со тој автомобил ја напушта или го напушта просторот, територијата на градот Скопје. Тогаш веќе Никола Груевски може да излези и да се вози ко секој нормален човек во автомобилот, бидејќи никој веќе не го бара, не го контролира. Две местности се битни во бегството на Никола Груевски. Тоа е селото Могорче, во околината на Дебар. Структури кои потекнуваат од Могорче му даваат логистика на Никола Груевски да може да ја помине границата. Границата не е поминува на Ќафасан доле, туку го поминува или ја поминува на граничниот премир Џепчиште. Граничниот премир Џепчиште е ново откриен или ново формиран граничен премир. Меѓутоа, за разлика од Ќафасан, тој не работеше во тој временски период во текот на ноќните часови. Некаде кога се стемнеше, се затвараше тој граничен премир на Џепчиште. На тој граничен премин поминува Никола Груевски. Значи поминува со мал автомобил, ја поминува границата, тамо нема граничари, нема полиција ни од едната ни од другата страна. Од другата страна на границата го чека кола на амбасадата на Унгарија во Тирана, односно во Република Албанија, и се друго е така како што е опишано, преку Албанија, преку Црна Гора, подоцна Србија, тој се упатува и стигнува на крајната дестинација во Република Унгарија, односно во Будимпешта. Значи преку Могорче и преку граничниот премин Џепчиште Никола Груевски ја напушта територијата на Република Македонија. Тоа е вистината. Тоа е она што ексклузивно ви окажам во вечерашната емисија. Сите други работи, почитувани гледачи, се приказни за мали деца. Кај Сашо Мјалков е се поинеку, почитувани гледачи. Во саботата, значи после она пресконференција на така наречениот иницијативен конгрес, односно иницијативниот одбор за вонреден конгрес во МРДПМН, 20 од тие стотина присутни луѓе на таа пресконференција на тој иницијативен одбор за вонреден конгрес во МРДПМН имаат средба, имаат кафе пиење Сашо Мјалков во хотелот Мериот. Значи Сашо Мјалков, за разлика од Никола Груевски, 2 или 3 дена пред неговото бегство комуницира, има активна комуникација, активен живот, активен социјален живот. Значи во саботата тој има средба во хотелот Мериот. Сега не знам дали во фојето на хотелот Мериот, дали во некоја друга просторија, важно има средба со 20 на представници на тој иницијативен одбор за свикување на вонреден конгрес на ВМРО-ДПМН за смена на актуелното раководство или на Христијан Мицковски. Во неделата, значи еден ден подоцна, Сашо Мјалков исто во хотелот Мериот во Дикстринг бар има средба или пие кафе со Ивица Коневски. Ивица Коневски е еден од главните играчи на тој иницијативен одбор. Сашо Мјалков пие кафе со Ивица Коневски, завршува со пиењето на кафето и се враќа во хотелот Мериот. Некаде околу 14 часот и 30 минути, заедно со својата сопруга, излегува од хотелот. Велам, све е различно од бегството на Никола Груевски. Никола Груевски не комуницира со никој, не се појава во јавност, а Сашо Мјалков се појава во јавност. Сите може да го видат. Во 14 часот и 30 минути тој излегува од Мериот хотелот и шета по улицата Максим Горки заедно со својата сопруга. Некаде околу 15 часот се враќа во хотел Мериот, се симнува во гражата и влегува во Мерцедесот. Приказната дека телефонот е во Мерцедесот, а не е Сашо Мјалков, е погрешна приказна, бидејќи врз база на одредени снимки од одредени видеокамери, не е битно каде, дали во хотелот Мериот, дали комерцијална банка, дали некои банки кои се тука, тоа е таа така наречена банкарска улица во Република Македонија, тука се наоѓате неколку амбасади, се гледа и органите на истрагата имат информација дека Сашо Мјалков е во Мерцедесот. Значи некаде во 15 часот 00 Сашо Мјалков во Мерцедесот заедно со својата сопруга ја напушта или ги напушта просториите на Мериот хотел и оди во зградата, односно во куќата кај што живе на улица Салвадор Аленде. И тука е она грешка која како спин се пласира во македонската јавност. Грешката е следна: Сашо Мјалков не е во Мерцедесот. Лажно го остава само телефонот во Мерцедесот, ја лажи полицијата дека тој се наоѓа во колата, а во колата е само неговиот мобилен телефон, и полицијата врз база на сигналите кои ги зрачи мобилниот телефон е излажена дека во Мерцедесот е Сашо Мјалков. Не, Сашо Мјалков во 15 часот во неделата, заедно со својата сопруга Александра Мјалхова, влегува во Мерцедесот, го напушта хотел Мериот и оди во својот дом на улица Салвадор Аленде. Во неделата вечер почнува претресот. Внимавајте, претресот го прават и во хотел Мериот, меѓутоа полицијата најголем дел на претресот или најголем дел од енергијата или ангажманот околу претресот го прави во куќата на Сашо Мјалков или во зградата на Сашо Мјалков на улица Салвадор Аленде. Ако полицијата нема информации
дека Сашо Мјалков е во Салвадор Аленде или во куќата на улица Салвадор Аленде, тогаш главната енергија немаше да ја насочи во претресот на таа куќа, туку на хотел Мериот. Во хотел Мериот има многу помалку полицајци кои вршат претресот колку што тоа го прават во куќата на улица Салвадор Аленде. Тоа значи дека полицијата веќе во недела вечер знае дека Сашо Мјалков, а не телефонот на Сашо Мјалков, го има напуштено хотелот Мериот и се наоѓа во куќата на улица Салвадор Аленде. Немајте, почитни гледачи, за да имате ориентација. Клучни се три улици: Салвадор Аленде, Славејко Арсов и Тодор Александров. Тоа се улици наводно. Тодор Александров е на главна улица, кој оде тамо некаде од француската амбасада кон училиштето Кочораци. Значи тоа е она главната улица Тодор Александров. Подоцна имате улицата Славејко Арсов и улицата Салвадор Аленде. Значи тамо некаде во тој триаголник на тие три улици, тоа е Тодор Александров, Славејко Арсов и Салвадор Аленде, се наоѓа куќата, односно се наоѓа хациендата, палатата на Сашо Мјалков. И сега зависи од кој агол гледате или од која страна гледате. Лево од таа куќа се наоѓа француската амбасада, значи некаде 200-300 метри, а десно од таа куќа се наоѓа објектот Панорамика или хотелот Панорамика. Значи тоа се тие три улици: Тодор Александров, Славејко Арсов, Салвадор Аленде. Некаде на триаголникот на тие три улици се наоѓа палатата, резиденцијата на Сашо Мјалков. Значи лево кога ќе погледнете се наоѓа француска амбасада, десно се наоѓа објектот Панорамика, за да може да имате ориентација каде се крие Сашо Мјалков. Куќата е вистинска палата. Има 20 простори. Ексклузивно, луксузно опремени. Тамо влегува полицијата, врши претрес и не го наоѓа Сашо Мјалков. Неколку часови трае претресот на куќата и тамо не може да го најде Сашо Мјалков. Велам, тоа е луксузна куќа на 3 спрата. И што е пикантно, почитани гледачи, во таа куќа има еден дел кој е блиндиран дел. Блиндиран дел кај што може само со шифра да се влези. И во тој дел влага полицијата или легува полицијата, успева значи да најде шифрата, успева да влезе во тој дел, успева да направи претрез во тој дел и тамо не го наоѓа Сашо Мјалков. Значи неколку часа трае претрагата, трае претресот на куќата на Салвадор Аленде, на палатата на Салвадор Аленде и тамо не го наоѓа Сашо Мјалков. И вечерта, неделата вечер, се пласира информацијата, не може да биде најден Сашо Мјалков ниту во Мериот хотелот, ниту во неговата палата на Салвадор Аленде. Тогаш влаата на Зоран Заев веќе се тркала полици. Падната е влаата на Зоран Заев. Во недела вечер почнува слободниот пат на влаата на Зоран Заев. Ако Сашо Мјалков не се врашаше колеси дома, беше готов со влаата на Зоран Заев. Така да оние тези дека Зоран Заев му попуштил или му јавил на Сашо Мјалков да избега од Република Македонија, многу не држат вода, бидејќи како ќе му јави на Сашо Мјалков, бидејќи тој беше политички мртов ако Сашо Мјалков избегаше од Република Македонија. Тоа ќе го анализираме во недела во 22 часот. Сега анализираме како Сашо Мјалков во наводници избегал од Република Македонија или како е реализирано бегството на Сашо Мјалков. Значи полицијата влегува во неговата палата, резиденција, хациенда, како е да ја наречеме, тоа е на зградурина на улица Салвадор Аленде, врши претрес неколку часови и не го наоѓа Сашо Мјалков дома. И сега доаѓаме, почитувани гледачи, до најпикантниот, најинтересниот дел на целата приказна. Освен тој блиндиран дел во зградата или во палатата на Сашо Мјалков, има и подземен ходник, подземен тунел. Тунел со кој Сашо Мјалков од својата палата, својата хациенда, може да оди до одреден објект кој се наоѓа во непосредна близина на неговата палата и неговата хациенда. Тоа е тој подземен тунел. Дали тој подземен тунел полицијата сама го открила или тој што живее, што располага или што работи во тој објект кој е поврзан со подземен тунел со палатата на Сашо Мјалков го има кажано, јас тоа не можам да ви го кажам, почитувани гледачи. Веројатно тоа ќе треба истрагата да го утврди. Меѓутоа постои подземен тунел. Со помош на тој подземен тунел Сашо Мјалков ја напушта хациендата, ја напушта палатата на Салвадор Аленде и 50 или 100 метри подале во еден друг објект кој е спомнат во моето раскажување, се наоѓа и се крие Сашо Мјалков. Претресот на неговата палата на Салвадор Аленде трае неколку часа, полицијата го завршува претресот и излегува надвор. Всушност стражери околу куќата на Сашо Мјалков. Сашо Мјалков можел да се врати со помош на тој подземен тунел во својата куќа, кај што живее на Салвадор Аленде, а можел да остане во другиот објект. Тамо се наоѓа Сашо Мјалков. И кога Оливер Спасовски некаде пред 2 дена излезе и рече дека полицијата знае кај се наоѓа Сашо Мјалков и ако не се предаде дека тие во рок од 2 или 3 часа стражарно ќе го спроведа Сашо Мјалков, веројатно тога знае за тој подземен тунел. Јас немам информација, јас немам комуникација со министерот за внатрешни работи, меѓутоа имам информација дека постои подземен тунел. Како е користен тој подземен тунел, ќе треба да каже госпоѓата Вилма Русковска.
Госпоѓата Вилма Русковска ќе и доложи на македонската јавност, веројатно истрагата тоа ќе треба да покаже како е користен тој подземен тунел. Значи Сашо Мјалков со помош на тој подземен тунел можел да комуницира, да се движи помеѓу едниот и другиот објект. Може бил цело време дома, бидејќи полицијата не е внатре во палатата, во хациендата, туку е надвор. И тој е моделот на каков начин или по истиот принцип како што Милорад Улемек Легија и се предава на српската полиција. Се сеќавате? Излегува брадосан, го нема 2 или 3 години и се предава на српската полиција. На прашањето каде сте били и каде сте се криеле, се криел во таен дел на неговиот дом. Ова не се филмови, ова не е шпанска серија. Ова е еден политички трилер, затоа јас и на почеток го венаев, почитани гледачи. Овде не станува збор за неефтина шпанска серија, туку станува збор за еден сериозен политички трилер. А видите како тој политички трилер понатаму се развива. Сашо Мјалков со помош на тој тунел се движи помеѓу тие два објекти. И цело време е на територијата на Република Македонија. И кога се предава на територијата на Република Македонија, изборот на Сашо Мјалков дали ќе биде стражарно спроведен, ќе му стават пред камерите лисици на рацете како што тие правеа додека беа на власт, или ќе му се овозможи сам, бидејќи имал температура 40 степени, да се пријави во јавното обвинителство. Сега да ја прошираме малце приказната. Во петокот обвинителката Вилма Русковска алармира дека Сашо Мјалков планира бегство. Меѓутоа тоа не го прави по писмен пат до судот, до министерството, нели, за да може да ги алармира или да ги предупреди, тоа го прави по телефон. Дури во саботата по писмен пат тоа го прави Вилма Русковска. Меѓутоа веќе во петокот вечер сите излези од градот Скопје се контролирани. Значи полицијата, односно истражните органи на Република Македонија во петокот вечер, без разлика што Вилма Русковска тоа го јавува само преку телефон, а не по писмен пат, сите излези од Скопје се контролираат веќе во петокот вечерта. Веќе во петокот вечерта има луѓе кои вршат обезбедување или контрола на Мериот хотелот и на куќата на Сашо Мјалков на улица Салвадор Аленде без број. Значи веќе во петок вечер сите излези од градот Скопје се контролирани и не може никој да излезе, полицијата да не знае. Структурите на ДУИ во Министерството за внатрешни работи не се информирани. Направен е истиот модел како при протерувањето од Република Македонија на кралот на турската мафија Седат Пекер. Структурите на ДУИ не знаат дека ќе биде протеран Седат Пекер, влегуваат во хотелот во општина Петровец, тоа хотелот Мирор, полицијата влегува таму има обезбедување од 9 члена на Седат Пекер и му се дава забрана за влез во Република Македонија во рок од трајање од 5 години. Така е кралот на турската мафија или босот на турската мафија протеран територијата на Република Македонија. Тоа се случи некаде пред 1,5 месец. Во претходната или во предпретходната емисија анализирав и објаснав како е тоа случајно и како е реализирана целата операција. И сега при блокадата, односно контролата на сите излези од градот Скопје, не се информирани структурите на ДУИ во Министерството за внатрешни работи. Тие мислат дека се гони некој припадник на албанската нација, на албанскиот народ, дека се гони некој криминалец од албанска националност и мислат дека поради тоа не се информирани. Се јавуваат кај структурите на јавна безбедност и добиваат одговор дека се спроведе одредена операција, одредена акција, дека не треба да бидат информирани. Значи структурите на ДУИ се трнати од целиот процес, се трнати од целата операција и Министерството за внатрешни работи веќе во петокот вечер ги контролира сите излези од градот Скопје. И тука почна политичката манипулација. Екипата на Завишо филм пробува да испинува или да продаде одредена приказна како е Вилма Русковска информирана дека Сашо Мјалков планира бегство од територијата на Република Македонија. Приказната која преку Твитер ја пласира ова екипа на Завише филм е следната. Возачот на Сашо Мјалков, со име или Прекар Мили, кој е брат на Колјо кој се наоѓа во затвор и е десна рака на Нинџа, му јавува на својот брат дека планира да бега од територијата на Република Македонија. Братот на Мили, кој е возач на Сашо Мјалков, велам, тој е Колјо, кој е десна рака на Нинџа, му кажува на Нинџа и Нинџа ја информира Вилма Русковска. Тоа е приказна такова Завиша филм групација, преку своите стотина лажни профили на Твитер се обидува да ја пласира во македонската јавност. Значи приказната е следната. Возачот на Сашо Мјалков Мили му јавува на својот брат Колјо, Колјо е десна рака на Нинџа и Нинџа јавува на Вилма Русковска, така Вилма Русковска алармира или ги алармира структурите дека Сашо Мјалков планира бегство од Република Македонија. Тука екипата на Застава филм, односно на Завишо филм, прави промена на наративот. Предходно наративот беше дека Зоран Заев и Вице Заев се петок и сабота со Сашо Мјалков, и ако се петок и сабота со Сашо Мјалков, нормално дека Зоран Заев или Вице Заев треба да му кажат на Сашо Мјалков. И тука се прави промена на наративот после она вторничка пресконференција пред владата, кај што Зоран Заев видно е изнервиран,
видно вознемирен, како што вели со температура од 40 степени, бидејќи му чадела, му правела главата, му вриела главата, вели дека ќе апси. Се гледа крв во неговите очи, прв пат се гледа крв во очите на Зоран Заев и тоа прв пат човек може да види до каде е спремен да оди тој човек. Дека тој човек не се разликува можеби од Никола Груевски или од таа структура, но тоа не е битно, тоа е сосема една друга приказна. Тука, значи, за прв пат екипата на Завиша филм мора да прави промена во наративот. Значи, не се Вице Заев и Зоран Заев тие кои му јавуваат на Сашо Мјалков дека му се подготвува и претрес, и домашен притвор до изрекување на судската пресуда, таа сигурно ќе биде голема, бидејќи му се изрекува домашен притвор, дека тоа го прави Радмила Шекеринска. Знаете зашто е потребна Радмила Шекеринска? Радмила Шекеринска е потребна во наративот, бидејќи Радмила Шекеринска од истата таа Твитер екипа на Завиша филм се обвинува, можеби со право, не знам, не сум истражувал, се обвинува дека со помош на својот сопруг има комуникација со криминални структури. Има правено одредени криминални бизниси, криминални активности како министар за одбрана со одредени криминални или бизнис криминални структури во соседна Србија во Белград, дека поради тоа нема добиено безбедносен сертификат од НАТО, значи тоа е нели лајт мотив приказната која со месеци наназад се прави за Радмила Шекеринска, не велам дека не е точна, меѓутоа се прави таа приказна. И Радмила Шекеринска е многу погодна да биде личност која му јавила на Сашо Мјалков. Каде ќе бега Сашо Мјалков? Нормално во Србија. Тоа е нели лајт мотивот на таа структура. Би било глупо Сашо Мјалков да избега во земја која е членка на НАТО, например Бугарија или Грција. Мора да избега во земја која не е членка на НАТО. Каде бегаат криминалци? Овие што се добрите како Никола Груевски барат политички азил и одат во земји кои се членки на НАТО и не е тоа е Будимпешта, тоа е Унгарија, овие криминалците бегат во криминална Србија, кај велја неволја во таа структура. Кој им ја дава информацијата? Им ја дава Радмила Шекеринска. Зошто Радмила Шекеринска? Бидејќи нема безбедносен сертификат на НАТО. Зошто нема безбедносен сертификат на НАТО? Бидејќи заедно самата или со својот сопруг учесува во криминални сделки со одредени криминални структури на соседна Србија. Тоа е промената на лајт мотивот и наративот. Значи не Зоран Заев, не Вице Заев, а Радмила Шекеринска, криминалната Радмила Шекеринска, која нема безбедносен НАТО сертификат и која има блиски комуникации со одредени криминогени структури во Србија, му јавува на криминалецот Сашо Мјалков да бега по криминален пат во криминална Србија. И таа Застава филм групација ја пушта приказната дека Сашо Мјалков избегал во Србија. Не само што избегал во Србија, туку стигнал во Белград. И бидејќи стигнал во Белград, структури на американската администрација, структури на Калето му се јавуваат, меѓутоа мора одма да се вратиш во Република Македонија. Меѓутоа не само што него му викат мора одма да се вратиш во Република Македонија, туку му кажат на Зоран Заев дека е готов, дека е финито со Зоран Заев. Тука се постава прашањето: ако структурите на Калето, ако структурите на американската администрација сакаат да падне Зоран Заев, тога зошто го враќаат Сашо Мјалков од Белград во Република Македонија? Доволно да го остават Сашо Мјалков уште 5 дена да остане во Белград и ќе паднеше владата на Зоран Заев. Така нема логика, меѓутоа целата ова приказна и овој наратив која прави таа групација Завиша филм, всушност функционира на лажни вести, на одредени полувистини. Една вистина ќе имат во целиот спектар на невистини и на таа вистина ќе ја градат приказната, ја градат наративот. Едната вистина која тие ја користат како вистина за да може да градат приказната дека помалиот син на Сашо Мјалков треба да оди на скијање во Копалник. Значи член на фамилијата на Сашо Мјалков треба да оди на скијање на Копалник. И врз база на тоа се гради приказната дека целата фамилија на Сашо Мјалков планира да ја напушти Република Македонија, планира да се пресели во Србија, подоцна на некоја друга дестинација. И нормално, ако фамилијата на Мјалков планира да се пресели во Србија, тогаш каде ќе бега Мјалков? Ќе бега во Србија. Тоа се тие спин приказни, лажни приказни кои се градат во Република Македонија, а американската администрација и Калето се вклучат до приказната за да дадат прво политичка тежина на целата приказна и второ да направат дефокусирање, да ја скријат вистинската приказна. Но овие луѓе им е клучно да ја скријат вистината, знаете. Ако ја скријат вистината, тоа ќе може да влезат во процес на манипулација. Процес на политичка манипулација, да донесе одредени политички бенефити на структурите кои ми се омилени, кои се нивни политички протежеа, тоа е Мицковски, Александар Николовски, така натаму, да направат политички спин и да скријат како информацијата е стигната до Вилма Русковска. Овој политички пробисвет, концентриран околу таа групација Застава филм, комуницира со неколку мали амбасади во Република Македонија, комуницира со неколку големи амбасади. Не комуницира на ниво на амбасадори, комуницирал на ниво на амбасадори со амбасадорот Тимоние, кој беше главен резидент на француските служби на Балканскиот полуостров, кој доаѓа во Република Македонија од службување во Солун, односно во Северна Грција, значи
главниот бастион го преселуваат французите во Скопје и Тимони е еден од главните играчи, главниот резидент на француските разузнавачки служби на просторот на Балканскиот полуостров, веќе го нема Тимоние и комуникацијата на ова застава филм или завиша филм групација со француската амбасада, како со руската амбасада, како со неколку помали амбасади, е на пониско разузнавачко ниво. Втор, трет секретар во амбасада и така натаму и така натаму. И на тоа ниво тие ги пласираат овие информации дека Сашо Мјалков сака да бега. Добивајќи ги тие информации, овие втори или трети секретари на некоја мокна амбасада, ке не е битно да се каже која амбасада, знаете, и тога се откриват многу работи, ке има многу реакции, така натаму и така натаму. Значи, некој втори или трет секретар кој е задолжен за разузнавање, кој е задолжен за комуникација со ова застава филм групација, кој нас не учествува и во Диво населје, не учествува и во 27 април, така натаму и така натаму, но тоа ќе има некоја посебна емисија, тие има пласират информацијата дека Сашо Мјалков планира да бега од Република Македонија и пласират тие некои вистини, многу невистини, прават одредена конструкција, меѓутоа приказната излегува дека е всушност интересна, дека може да биде веродостојна. Таа приказна, овие структури, втор, трет секретар на некоја амбасада и ги јавуваат на Вилма Русковска. Вилма Русковска која цени веродостојноста на изворот, што тој го кажува, вели дека тоа оценка 7 на ранг листа од 1 до 10, таа го оценува како седмица. Сигурно Нинџа не би оценила со оценка или не го оценила со оценка седмица. Значи некој што е многу веродостоен, таа го оценува со оценка седмица и Вилма Русковска го информира министерот за внатрешни работи и алармира дека Сашо Мјалков планира да бега. Значи, информацијата е дојдена од мокна амбасада во Скопје. Врз база на таа информација, Вилма Русковска во петокот вечер алармира дека Сашо Мјалков планира бегство од Република Македонија. Калето тука нема врска со целата операција, почни гледачи. Ни со бегството во наводници на Сашо Мјалков, ни со враќањето во наводници на Сашо Мјалков. Калето е тука ставено, бидејќи може ли нешто да се случи во Република Македонија, а да не е вклучено калето? Калето е ставено да се добие веродостојност, бидејќи како може да се спроведи некоја операција во Република Македонија, а калето да не знае. Тоа е невозможно, затоа е спомнато калето, затоа во играта, во приказната е вклучено калето, за да се даде тежина на целата манипулација која се прави со македонската јавност. Значи, разузнавачката информација дека Сашо Мјалков планира бегство доаѓа од друга разузнавачка структура, не од американската структура, не од калето. Зашто го прават тоа, почитувани гледачи? За да го исплаша Сашо Мјалков, за да го натераат Сашо Мјалков да бега. Бијќи тие де факто сакаат да бега Сашо Мјалков. Бегството на Сашо Мјалков значи знак на еднаквост со пат на владата на Зоран Заев. И секогаш кога ќе помислите Сашо Мјалков бега, на крајот е пат на владата на Зоран Заев. Има знак на еднаквост помеѓу бегството на Сашо Мјалков и падот на владата на Зоран Заев. Во петокот вечер се случуваат две работи, односно во петокот попладне и петокот вечер случуваат две многу битни работи. Прво се завршните зборови за случајот Таргет Тврдина, каде што обвинителката Ленче Ристовска бара максимална казна за Сашо Мјалков 13 години затворска казна, ако не се лажам. И во петокот вечер е интервјуто на американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс, која го дава за Канал 5 телевизија. Тамо кажува три работи. Две модат во корист на Зоран Заев, попис мора да има во Република Македонија и нема потреба од предвремени избори во Република Македонија. Ако нема потреба од предвремени избори, нема потреба да се менува владата во Република Македонија. И една работа од трите клучни работи кои кажува Кейт Мери Бърнс не мора во корист на Зоран Заев, а тоа дека сите судски случаи кои се отворени во Република Македонија мора да имат судска разврска. Судска разврска подразбира казни за тие судски случаи. Истиот ден кога се случува завршните зборови во случајот Таргет Тврдина, кај што Ленче Ристовска бара максимална казна, всушност не бара максимална казна е 15 години, таа бара 13 години, меѓутоа бара огромна казна за Сашо Мјалков, има интервју американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс за Канал 5 телевизија, кај што вели судските случаи мора да завршат и да има одредени пресуди. Одредени пресуди се претпоставува дека треба да има затворски казни, бидејќи тие што го направиле криминалот мора да одговарат за криминалот. И со тоа се двата настани кои всушност се клучни заедно со информацијата која во петок вечер ја добива Вилма Русковска и со која алармира дека Сашо Мјалков планира да бега од Република Македонија. Тие три информации всушност го прават пледоајете што се случува и кои се мотивите, каде може да се размисли дека Сашо Мјалков планира да бега од Република Македонија. И тука доаѓаме можеби до клучната манипулација, клучната поента која се прави во Република Македонија. 3 години PR службата на СДСМ, PR службата на Зоран Заев не промашува, сериозно ги промашува сите процеси. И овие 3 години дозволува Сашо Мјалков да го врзат како петок и сабота со Зоран Заев.
Значи не е Сашо Мјалков ментор на Христијан Мицкоски, човек кој со кран го инсталира анонимусот Христијан Мицкоски на чело на ВМРО ДПМН, туку во овие 3 години Сашо Мјалков и Вице Заев и Зоран Заев се петок и сабота. Значи успева екипата, дали Мартин Протогер, дали некој друг Пиер Монзок, кој може да смисли такви операции, значи пиер екипата која работи против СДСМ, против Зоран Заев, и ја растура на пиер екипата која работи за СДСМ и Зоран Заев, крахира пиер структурата на Зоран Заев и дозвола овие 3 години Сашо Мјалков како со магнет, како одредена краста да биде залепен за Зоран Заев. И Зоран Заев, постои знак на еднаквост помеѓу бегство на Сашо Мјалков и падот на владата на Зоран Заев. Зошто? Бидејќи Сашо Мјалков и Зоран Заев се пријатели. Сашо Мјалков и Зоран Заев и Вице Заев се партнери, тие се криминалци, тие владеат во Република Македонија од 2006 година под председател на ВМРО ДПМН. На пресконференција тоа го кажува, тоа е криминална коалиција. Вице Заев, Зоран Заев и Сашо Мјалков кој владее во Република Македонија 15 години. Кога од 2021 година ќе извадите 15 години, доаѓаме до 2006 година. 2006 година на власт доаѓа Никола Груевски. Значи дека Никола Груевски бил канта тропа. Тој ако бил на власт 11 години, ако бил премиер 10 или 11 години, тој не владеел со Република Македонија, туку со Република Македонија владееле Сашо Мјалков, Зоран Заев и Вице Заев или криминална коалиција. И кога бил апсен Зоран Заев за Глобал, всушност Зоран Заев и Вице Заев и Сашо Мјалков владееле во Република Македонија. Или тоа е пиар стратегијата на Александар Николовски, на Христијан Мицкоски, на ова завиша филм групација. Дали Мартин Протогер стои околу таа стратегија, не знам, меѓутоа некој паметен ко Мартин Протогер веројатно стои околу таа стратегија и со таа стратегија ги прават растур систем пиар структурите на СДСМ и на владата на Република Македонија. Пиар структурата на Зоран Заев прават растур систем, го залепуваат Сашо Мјалков за Зоран Заев и бегството на Сашо Мјалков од Република Македонија, бегството на Сашо Мјалков од Република Македонија, значеше пат на владата на Зоран Заев. Затоа е пуштена пред месец дена онаа бомба каде што пред изборите 2016 година разговарат во Струмица, во еден локал со ручек, со шпагети и така натаму Зоран Заев и синот на Александар Верушевски, тој е малиот Верушевски, разговарат и всушност таа бомба е пуштена и таа има 3 пораки таа бомба. Меѓутоа клучната порака е дека Зоран Заев и Сашо Мјалков се во комуникација, дека Зоран Заев и Сашо Мјалков планираат мирно предавање на власта во Република Македонија и Зоран Заев и Сашо Мјалков му работат за главата на Никола Груевски. Наивниот чеса Никола Груевски врска нема што се разговара, а Зоран Заев со помош на малиот Верушевски нас не раскажува дека тој и Сашо Мјалков се ценат, се почитуваат, се многу блиски, комуницираат помеѓу себе, а Никола Груевски бил фатен во некој Георги и бил уценет да ја напушти власта во Република Македонија. Значи таа бомба која пушта некаде пред еден и пол месец, која не е пуштена од малиот Верушевски, бидејќи таа бомба ја имаат, или со таа бомба располагат уша неколку играчи во Република Македонија, значи не е пуштена од Верушевски, туку е пуштена од тие играчи кои располагат или имаат на располагање таа бомба, и таа бомба треба во јавноста да наметни впечатот дека Зоран Заев и Сашо Мјалков се бетон, тие се сраснати ко петок и сабота. И се што прави Зоран Заев, прави во договор со Сашо Мјалков, и се што прави Сашо Мјалков, прави во договор со Зоран Заев и со Вице Заев. И ако Сашо Мјалков бега од Република Македонија, бега бидејќи се плаши дека му е одредена мерка притвор и ќе има голема пресуда, кој му јавува на Сашо Мјалков? Нормално, Зоран Заев, бидејќи во јавноста е направен наратив дека Сашо Мјалков и Зоран Заев се петок и сабота, Васил Вирингов и Дарко Панчев, дека тие легнуваат и стануваат меѓусебно комуницирајќи и договарајќи се. Тоа беше суштината на таа бомба која беше пласирана во македонската јавност, да го бетонира впечатокот дека Зоран Заев и Сашо Мјалков се на вистина криминална коалиција која 15 години владеела со Република Македонија. И кога анализирате, почитувани гледачи, ви мора да си поставите логичното прашање: кој има корис со бегството на Сашо Мјалков? Еве да претпоставиме дека зврска нема, дека се ова што ви го кажувам не е точно. Меѓутоа поставите си го прашањето: кој има корист ако Сашо Мјалков на вистина избегал од Република Македонија? Зоран Заев не. Па паѓа владата на Зоран Заев ако избега Сашо Мјалков. Заре може Сашо Мјалков да си го изигра коалициониот партнер со кој владее 15 години, да го бутни коалициониот партнер? Што ќе се случеше ако Сашо Мјалков избегаше од Република Македонија? Кој ќе дојдеше на власт? Али Ахмети? Јас? Снимателот? Вие? Не. Ќе дојдеше Христијан Мицкоски. А кој е Христијан Мицкоски? Тој е анонимусот кој Сашо Мјалков со помош на Кран, на Конгресот во Валандо, со помош на Мериот коалиција, кој сега му смета на Христијан Мицкоски, го инсталира да биде лидер на ВМРО ДПМН. Бегството на Сашо Мјалков
значи доаѓање на Христијан Мицковски на власт во Република Македонија. И како Сашо Мјалков му помага на Зоран Заев? Како постои коалиција помеѓу Сашо Мјалков и Зоран Заев, бидејќи ако Сашо Мјалков избегаше од Република Македонија, тога Сашо Мјалков ќе си го струшеше од власт својот политички пријател и ќе го донесеше на власт својот политички непријател, а тој е Христијан Мицковски. Нели ако таа застава филм групација ја пласира таа вистина дека Сашо Мјалков и Христијан Мицковски скаскарани, не разговараат, неќе да се видат, очи неќе да се видат, ама затоа се бетон со Зоран Заев, тоаш нели вие треба да се поставите прашањето, чекайте, се извинуваме, ама ако Сашо Мјалков избегаше од Република Македонија, што ќе се случи? Па ќе паднеше владата на Зоран Заев. Значи Сашо Мјалков ако избегаше од Република Македонија и исплашен дека ќе го апси владата на неговиот пријател, затоа се вклучува нели американската администрација во приказната, бидејќи Зоран Заев тоа го направил, ама американската администрација тоа не знаела, па затоа го вратила Сашо Мјалков назад. Ако Сашо Мјалков избегаше, Мицковски ќе беше премиер на Република Македонија. Значи Сашо Мјалков ќе му помогнеше на неговиот непријател кој го инсталираше со кран на чело на ВМРО-ДПМН, дој на власт, затоа избега од Република Македонија. Дури во вторникот, почитувани гледачи, пиар структурата на Зоран Заев сваќа која колосална грешка прави. Какво колосално промашување изминатите 3 години. И прв пат Зоран Заев на таа пресконференција пред владата заедно со Оливер Спасовски, со Бојан Маричич од својата лева и својата десна страна, почнува да ја употребува формулацијата Сашо Мјалков кој е ментор на Христијан Мицковски. Тоа го продолжува во интервјуто за утрински брифинг Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи. Значи, после 3 години колосално промашување, кај што дозволуваат на пиар структурата на Застава филм на Александар Николовски, на Христијан Мицковски, да им го залепат како краста Сашо Мјалков и криминалот на Сашо Мјалков, пиар структурата на Зоран Заев се свестува каква политичка штета трпи од тоа сраснување помеѓу Зоран Заев и Сашо Мјалков и веќе на пресконференцијата во вторник, во интервјуата кои ги даваат во среда и наредните денови, тие почнуваат Христијан Мицковски да го дефинират како човек на Сашо Мјалков, како човек кого Сашо Мјалков го има донесено на чело на ВМРО-ДПМН и како човек чиј ментор е Сашо Мјалков. Во вторникот вечер ние прв пат видовме крволочност кај Зоран Заев. Као ни Зоран Заев кој 2010 година велеше живи луѓе ке јади, за СДСМ дојде на власт. Тоа го видовме во вторникот вечер. Вторникот вечер не стана јасно дека тој е спремен, подготвен, не само Сашо Мјалков, туку да ја апси целата негова фамилија без разлика дали има законска основа или нема законска основа. Да врши наплата, да врши експроприација, да го одземи целиот имот на Сашо Мјалков, да врши заплена на имотот на Сашо Мјалков, на структурите кои му помагале на Сашо Мјалков, обезбедувањето, пријатели, па дури роднини ако нема законска основа. Значи таму прв видовме крволочност кај Зоран Заев кој покажа дека е спремен со сите средства да ја брани власта во Република Македонија. Јас ви го спомнам неколку пати Бриго Аспарухов, генерал Бриго Аспарухов, Ми-6 структура во Бугарија. Еден исклучително паметен човек. И кога беше пучот во Турција, кога сите веле дека Тајип Ердоган за малку ќе бил соборен од власт, Бриго Аспарухов велеше дека Тајип Ердоган всушност сам го продуцирал пучот за да може да смени 10-15 илјади структури кои не му се лојални, кои се лојални на Фетула Гюлен. Не велам дека Зоран Заев ќе спроведи таков Тајип Ердоган сценарио, меѓутоа во вторникот вечер ние станавме свесни дека бегството на Сашо Мјалков веќе нема да биде нешто што нема да ги насекира луѓето на ВМРО-ДПМН. После бегството на Сашо Мјалков во наводници, после пресконференцијата на Зоран Заев вторникот вечер, Антонио Милошевски веќе нема да се игра дрн дупка со судството и да не се пева 5 или 6 пати нарочиста за мокник. После тоа што беше кажано вторникот вечер, ако не падне владата на Зоран Заев, таа влада ќе апси. Нема да апси кој Тајип Ердоган, но таа влада ќе апси, тоа ние го видовме вторникот вечер, еден прв пат на крволочност во очите на Зоран Заев. И ко таква работа веќе видите, тоа ќе се прашаме дали Антонио Милошевски ќе си игра дрн дупка со судството, дали овие структури кои се гонат или се судат 10 години или 5 години ќе престанат да се певат на судски рочишта. Во вторникот вечер и бегството на Сашо Мјалков е тој камен, темелник, мегник, кај што работите може да дојдат во еден или во друг правец. Ќе имаме забрзани судски пресуди, како што рече амбасадорката Кейт Мири Барнс. Меѓутоа, пола раководство на Христијан Мицковски е оптоварано со такви судски случаи, пресуди. Самата партија со незаконско или недозволено финансирање. Тоа виси на глава Илија Димовски, целата тајна структура, Димитар Димовски,
Па оние сделки кои Христијан Мицковски ги има правено мали хидроцентрали, ги има правено со Елем, кој бил директор на Елем, оние адвокатски услуги кои му ги има плаќено или наплаќено на Панчо Тошковски, така натаму и така натаму. Че целата таа структура сега ке се плаши, немирно има да спие. Ние тоа го видовме. Така што бегството на Сашо Мелков веќе како бумеранг може да се врати на опозиција. Знаете, кога ќе правите одреден бенефит, ако владата на Зоран Заев не падне поради бегството на Сашо Мелков, тоа владата на Зоран Заев за да остане на власт ке мора да апси. Тоа што нели му го замерат ВМРО-вците на Никола Груевски, требаше да апсиш, ако не апсиш ке те апсат, нели тоа што кажат, веројатно ќе почне да се случува сега во Република Македонија. Сега во Република Македонија на брза лента ќе бидат ставени сите овие процеси. Веќе знаете случајот со бегство во наводници на Сашо Мјалков треба да се третира како мал мини државен удар, нешто во рангот на аферата Рекет, нешто во рангот на бегството на Сашо Мјалков, бегството на Никола Груевски. Тоа се мали мини државни удари. Ако во Турција се случува еден голем државен удар, во Македонија се случува мали мини државни удари. И всушност тие мали државни мини удари има за цел да биде падната владата на Зоран Заев. За да остане на власт, Зоран Заев ќе мора да расчисти со тие структури. Со структурите на Јордан Камчев во полицијата, во правосудството, во обвинителството, со структурите на Мјалков, со структурите на Христијан Мицковски, со структурите на ВМРО-ДПМН. Сега веќе прашање на преживување. Сега веќе под кошулата е многу поблиску до телото од кошулата, знаете. Вие што ќе браните прво, под кошулата или кошулата? Ќе се браните себе си или ќе браните политичкиот противник? И ако префатиме тезата дека навистина Христијан Мицковски бил омилена инвестиција политичка на Зоран Заев, сега се поставува прашањето за да преживее Зоран Заев, дали ќе оштити Христијан Мицковски? Не. Сега веќе е гладиаторска борба на политичко преживување, нема место за двајцата, барем сега во оваа фаза. Така да што ќе следи на многу бурна политичка разврска и во СДСМ, политичка разврска и во ВМРО-ДПМН. Конгрес едните има за 21-ви, втори најавија конгрес за 28 март. Можеби ќе се случи, можеби нема да се случи, ќе видиме, ќе правиме политичка анализа на наредната емисија, односно во недела во 22 часот. Меѓутоа влагаме во една бурна политичка разврска во Република Македонија, кај што све ќе биде ставено на маса. Попис, Бугарија, одредени судски процеси, преживување на влада, не преживување на влада, нова владина коалиција, не нова владина коалиција, па ЛДП излегува од владата, Павле Тарнов излегува од владата, така натаму и така натаму. Еден бучкуруш кој е направен, а службите секој што функционираат прават бучкуруш, бидејќи во матно најмногу може да ловат сомови, бидејќи ако не е матно, како ќе функционираат службите, бидејќи асоциација на матно е тајно, а тоа се тајни служби. Само во Република Македонија службите се јавни и ги објавуваат оние снимени телефонски разговори кои Верушевски што го прави, бидејќи службите се тајни, сега веќе имаме матна ситуација кај што секој ќе проба да лови во матно и нас начека на многу бурна политичка разврска. Бегството на Сашо Мјалков на крај на денот, ако не падне владата на Зоран Заев, ќе им нанесе многу поголема штета на ВМРО-ДПМН отколку на СДСМ. Утре ќе биде пресудата за Сашо Мјалков. Можеме да претпоставиме, почне гледачи што ќе се случи. Доека не беше бегството на Сашо Мјалков, можевме да калкулираме дали ќе има ослободителна пресуда, дали ќе има мала пресуда. Сега претпоставам дека ќе биде брутална пресуда. Например, 11 години, како 11 години што беше на власт ВМРО-ДПМН. Или 9 години, бидејќи Сашо Мјалков беше 9 години на чело на државната безбедност во Република Македонија. Бидејќи ова шарена револуција, а СДСМ дојде на власт на бранот на енергијата на шарена револуција, функционира врз принципот на одредена символика, можеби и казната ќе биде символична. 11 години казна, бидејќи 11 години бил ВМРО-ДПМН на власт, или 9 години казна, бидејќи бил 9 години на чело на државната безбедност. Јас не сакам тешки казни. Не знам како да ви кажам. Без разлика што правеле луѓето. Треба да сте не човек да зборите или да се радувате на нечија казна, затворска казна и така натаму и така натаму. Затоа избегнувам и тој тип на емисија да правам. Меѓутоа мислам дека овде ќе биде брутална казна. Можеби да грешам. Дај Боже да грешам, меѓутоа мислам дека овде ќе биде брутална казна, утре ќе тоа знаеме. Ќе знаеме колку ќе биде казната на Сашо Мјалков. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Дадовме многу ексклузивни работи. Што се случуваше со бегството на Сашо Мјалков? Политичката анализа на целиот овој настан ќе ме недела 22 часот. Ако ви се допадна оваа емисија, ако ви се допаѓате емисијата во Центар, јас ви најавам ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си?